Според Османи, обичните луѓе од Македонија му обезбедуваат влез на Ангел Џамбаски во Европскиот парламент, иако тој таму е веќе 8 години. За министерот за надворешни работи, проблем било што граѓаните реагираат на провокациите дека Македонија била бугарска, македонците бугари, македонскиот јазик бугари, а границите на Бугарија биле од Црното море до Охрид. Револтот кај обичните луѓе според него направил звезда од Џамбаски, па му обезбедиле нов мандат во Европарламентот. Сепак доколку погледнеме што прават македонските политички чинители минативе години, јасно е дека тие што сега се според нив маргиналци, предходно беат звезди, пријатели со кои со задоволство остварува редовни средби. Еден од нив е предходникот на Џамбаски во ВМРО БНД Красимир Каракачанов, за кој не треба многу да говориме какви ставови има во однос на Македонија. Тој како министер за одбрана на Бугарија со сите почести беше пречекан во Скопје од страна на поранешната министерка на македонската одбрана Радмила Шекеринска. Ми беше навистина задоволство што во официјална посета на Република Македонија предстојува мојот колега, господинот Каракачанов, министер за одбрана и заменик председател на владата на Република Бугарија. Своевремено и Џамбаски беше пријател на македонската власт. Тој пред 5 години дури изјавуваше дека членството на Македонија во Европската унија е главна цел на Бугарија при нејзиното председавање со ЕУ. Но ние можем да ги разделим по важните за нас оси, а те се без всяко съмнение Македонија, Албанија, Косово, Черна гора, нататък остава Босна и Херцеговина, където ще има огромни проблеми заради политиката на Србија, самата Србија. Очигледно одредени политичари прво се пријатели, а потоа по потреба завладените функционери стануваат маргиналци, таков е примерот со бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој во однос на Македонија има слични ставови со Каракачанов и Џамбаски. Пред 3 години министерот за надворешни работи со гордост објавуваше фотографии со Ковачев, фалејки се дека работеле за европската иднина на државава. Единствен начин за надминување на сите разлики е преку интензивна комуникација и преку спроведување на обврските од подпишаниот договор. Договорот за добрососедство останува единствениот мост на комуникација кој што ќе овозможи надминување на сите разлики, но и трасирање на патот кон Европската унија. Како порасна бугарските апетити и пожестоката реторика од официјална Софија, така се сменија и ставовите на македонските функционери. Под пријатели на Македонија тие станаа маргиналци на кои славата им ја враќале обичните луѓе.